Во рамки на Националната стратегија за развој на ИКТ Смарт МК 2030, денеска беа представени две нови дигитални алатки кои ќе ја забрзаат комуникацијата меѓу државата и граѓаните. Е-сандаче и дигитални терминали за услуги. Електронското сандаче или е-сандаче, кој што ќе биде практично електронска адреса на секој граѓанин на порталот и на кој што ќе може да добива информации, нотификации, директно документи, подсетувања од страна на институциите. Ќе тестираме со една најкористена според мене можност, а тоа е при истекување на лична карта, секој граѓанин на 3 до 6 месеци од рокот, како што е пропишано во законот, ќе добие нотификација во неговото сандаче дека за одреден број на денови му истекува личната карта и дека може да со аплицирање на порталот да си закаже термин да си ја обнови. Јас ги нареков и банкомати или киосци за услуги, ќе ги поставиме на неколку фреквентни локации на кои што со едноставно покажување на вашата лична карта, кликнување на две копчиња буквално, само што ја тестирав, ќе може да добиете услуга за помалку од една минута. Дигитална држава е предуслов за владење на правото и ефикасна борба против корупцијата, потенцираше во денешното обраќање премиерот Христијан Мицкоски. Како влада, дигитализацијата ја поставивме како еден од нашите клучни стратешки приоритети, затоа што знаеме дека дигитална држава е предуслов за владење на правото и ефикасна борба против корупцијата. Кога процесите се дигитални, трагата е видлива, а одговорноста е јасна. Кога системите се поврзани, нема простор за злоупотреби, селективност или привилегии. Стратегијата Смарт МК 2030 го обликува патот на дигиталната трансформација на државата во согласност со нашите специфики, вредности и долгорочни државни интереси. Таа представува детален и реален патоказ за надминување на развојните предизвици во областа на информатичко-комуникацијските технологии и обезбедување забрзан дигитален развој во сите сектори, од јавната администрација преку образованието и здравството до економијата и локалниот развој. Планот е терминалите да бидат поставени на фреквентни локации во државата и да бидат достапни 24/7, со јасно воден процес и визуелни инструкции, приспособени и за граѓани со пониско ниво на дигитални вештини. Преку е-киоск граѓаните ќе можат да се идентификуваат со лична карта или пасош, да изберат услуга, да извршат плаќање и да го добијат документот веднаш испечатен на самиот терминал.